готвиме дома со Леа. Правиме привкусни мафини, од кои што првата тура ни се готови, може веќе да ги извадиме. Да. Ја правиме веќе втората подготовка. Еве ни ги дал, добро, кога ќе се уладат, па и тогаш може да ги извадиме корпичките сега. Да. Уште малку се. Уште малку, да. Да не се растурат. Добра. Еве сега, може и убаво да се види постапката на мешањето, всушност трикот за подготвувањето на мафините. Ето така. Стураме прво пената. Да, целата билка. И после тоа додаваме нежно, значи, од смесата што ја правиме со жолчките и урдата и сите други состојки кои што сакаме да ги ставиме. Поискусните домаќинки може ке сакаат да се убедат и со блага варијанта, при што нели наједноставното е додавање на шеќер по вкус. Меѓутоа доколку сакате да биде и sugar free, нели без шеќер, вашиот сладок десерт од овој тип, можете да се обидете со суво грозје, со сечкано суво овошје. Добри засладувачи, некои гледам многу се популарни, сега тие рогачот и така. Да, рогачот исто е природна состојка, малце дава блажина, меѓутоа дава и убава боја чоколадна, па ќе изгледаат чоколадни мафините. И нормално, нели, за сите кои што не се занимаваат толку со овие детали, можат да се стават и директно чоколадо и шеќер во ова и да завршат со таа приказна да направат вкусен десерт. Значи, гледаме ова да не го мешаме многу, за да не ни се разбие билката, бидејќи истата не е матена со миксер. Туку е рачна матена. Исто така може и се да се измати со миксер, значи разликата е само во текстурата што ќе добиеме на крај. Значи нема вака воздушесто да изгледаат потоа? Да, еве на пример ова што беше последно, што всушност го имаше најтечниот дел, малце се разли. Значи не е тоа страшно затоа што доколку имате онакво тавче кое што веќе има калапчиња за мафини, тоа е најлесно. Тогаш само ги ставате или силиконски, има такви сега, само ги ставате и готово. Добро. Приказнати. Кога сме кај готвењево и твоето обраќање до сите твои поддржувачи, секој понеделник е денот на стартот на работната недела кога објавуваш видеа на Дома со Леа на YouTube каналот за мајчинство. Така. Си додаваш нели сол? Да, сол и основната ја ставив, значи пецивото го ставив во ова, гледаме како е нараснато, нели? Меѓутоа сол по жилба и други додатоци ги додаваме. Добро, тоа не го кажавме, затоа прекинав, да го кажеме. Се враќаме повторно на YouTube каналот. Што подготвуваш сега? Што ќе се најде во понеделник? Па вака, заради летниве одмори и целата летна шема и заради фактот дека кирка ми проодува и малце е тешко, нели, да се снима и да се пишува со дете кое што, нели, ве бара да ве држи за раче додека се шета по дома. Практично најавив мала редукција на видеата, значи сега наместо секоја недела до 14 септември кога е роденденот на каналот, ќе полниме 1 година на YouTube. Практично ќе објавувам секоја втора недела. Меѓутоа овој период го користам и за да работам повеќе на видеа, на теми кои што бараат повеќе истражувања. Всушност на комуникација со оние кои што те следат. Тоа практично значи добив до сега неколку барања за кои што активно подготвувам видео, значи работам на видео за емоциите кај мајката, она што малку претходно го спомна, постпородилна депресија, бидејќи тоа е еден многу интересен случај, колку повеќе сте свесни за тоа што може да ви се случи во таа смисла, толку помала е веројатноста дека може да ви се случи, бидејќи веќе и како да си помогнете кога првите симптоми ќе дојдат. Па да, со самото наблюдување, со тоа што сте свесни за можната појава, со самото наблюдување, да кажеме, во некоја рака имате контрола, нели, над таа ситуација. Односно можете веднаш да интервенирате во рана фаза ако знаете, нели, што да очекувате. Подобро да спречите отколку да лечите. Така, меѓутоа луѓето кои што навистина имаат проблем по овие прашања, се всушност луѓе кои што не се свесни дека ете и тоа може да им се случи или пак мислат дека само нив им се случува. И токму тоа е замката кога станува збор за
ова мислам дека го исклучивме. Така, да. Кога станува збор за ваквите појави, така што малце повеќе ќе разговарам нели од некоја временска инстанца од една година и повеќе, керка ми сега 14 месеци ќе полни. Да. Значи од некоја таква временска инстанца ми е полесно да зборувам, да кажеме, за емоциите што сум имала пред година дена, Апсолутно. нели сега веќе ги немам. После тоа подготвувам на барање на гледачи видео за татковци, односно што би сакале жените кои што се сега мајки на прво дете да знаат, што би сакале да знаеле нивните сопрузи пред да го добијат детето, нели, воопшто? Ево, навистина ми го привлече вниманието дека и татковците се вклучуваат, што особено ме радува. И она што го зборуваше за постпородилната депресија, дефинитивно треба и оние кои што се во контакт со мајката по породување да го изгледаат. Оти често жената е на осуда за емоциите, за избувнувањето, за велат нели докторите со хормоните се што се случува. Па буквално, и се е нормално, да. но треба да се види и од страна апсолутно за да се прифати полесно и полесно да се справат да речам сопрузите или мајките, свекрвите, се едно, тие што се во контакт со мајката, со тоа ништо поминува мајката, затоа што пак мислам дека околината е клучниот фактор. Да, јас се Колку ќе слагам ти се помогне. со ова и мислам дека треба сите да се едуцираат, бидејќи работите нели не доаѓаат многу едноставно, во смисла добивате дете и не добивате само дете, вие добивате и мајка, кај прво дете кое што никогаш не била мајка, добивате татко кој што за прв пат е татко, малце големо. И помалите, да. Да. И практично кај луѓе кои што прв пат имаат внуче, нели, добивате прв пат баба и дедо. И така, тоа е многу внимание треба да се обрне и мислам дека воопшто не треба да се исклучи емоционалниот живот, односно нели она што го чувствуваме си е наше чувство и нема зошто му придаваме значење, туку баш обратно треба да се стимулира бидејќи кај младиот човек, кај новороденчето, понатаму треба да знаеме ние како се рефлектираат тие чувства. Значи не можеме да го научиме него за здрави механизми за справување со чувствата доколку нели ние самите не знаеме да се справиме. Тоа е тоа. Како и да е, од интересните теми подготвувам и тема за одење на одмор со дете. Морам да кажам дека лани прв пат кога одевме со Зара имаше 2-3 месеци, значи буквално спакувавме се што не беше, се што дома имавме од опрема за детето. Истото го направи. И на крај, значи дојдовме до ова што нема да го носам, а е собственост на детето. Е само една кесичка додатна облека и на крај само ја ставив и таа окола, пошто нели за една кесичка нема да се тичаме. И буквално све однесовме. Така што сега после тоа искуство мислам дека многу подобро ќе се припремам кога повторно ќе одиме на одмор. Така што вакви интересни видеа следуваат. За гледачите да ги гледаат овие видеа, потребно е да ме најдат на YouTube, значи да напишат Дома со Леа на кирилица или на латиница, како велуваат. Значи Дома со Леа. И кога ќе го отворат каналот да стиснат на subscribe копчето. Тоа е црвено копченце долу веднаш по видеото. Да, веднаш по на било кое видео кое ќе отворат, значи се стои тоа црвено subscribe копче, да стиснат еднаш, бидејќи ако стиснат два пати ќе се unsubscribe-нат. И таму на самите видеа има едно звонче, тоа ако сакаат баш да им стига нотификација на мобилен за секое ново видео, доколку нели сте по нотификациите можете и тоа да го уклучите, но како и да е, со ова моите видеа ќе секој понеделник кога се објавуваат, ќе се појавуваат во вашата home страна, нели првата страна која ќе отворите YouTube. И ќе може да бидат во тек. Ќе бидат да ги ставиме овие. Да, може. Сега, само да не те изгора. Така. Не кажавме на колку степени. Ние, за да бидеме побрзи, малце претеравме. Да. Но на колку домашно печење? Тоа е во зависност од рирната. Јас кај мене вака ја загревам стално на најако, за да се загрее побрзо. И после тоа некаде околу 150, само да видам, ова е 200. Значи, меѓу 150 и 200, меѓутоа секоја домаќинка си ја познава рирната, нели, најубава. Целта, знаеме кога се печени, бидејќи има вкусен мирис на нешто со јајца во кујната. И добиваат некоја ваква златна боја. Значи, кога горе имаат златна боја, они се практично готови. Малце тешко. Да, готови. Тешко е да се издвои ова.
Сега ќе видиме зошто. Значи, ние дома во принцип не ги вадиме, затоа и купив украсни хартички, бидејќи вака се полесни за замрзнување, после тоа не се не се лепат едно со друго и така. Така што буквално кога се малку зацврснат, сега гледаме овдека структурата на пример веќе не е многу воздушаста. Тоа е затоа што белките на првата тура беа многу разматени. Таа е таа структура која што треба да се постигне. Да. Доколку не сакате да се занимавате со овие мафини, само ви е потребно или немате онакво со калапчиња тапче како овде што имаме само рано. Добро, и вие се украсни, самото по себе е нели поинтересно кога се стават начинија. Па да, макар што можат да бидат и фул оброк, значи со 3-4 веќе сте завршиле работа со дневниот внес на калории за и нешто дополнително како јогурт или нешто така за пиење. Да, многу добро. Сме завршиле работа, особено утрински. Уште еднаш дозата, да ја кажеме, доколку сега некој не гледа и се вклучува, правевме мафини по доза. По доза 4 јајца, 100 грама урда, 1/4 кесичка за пecivo, сега тоа не знам колку е во грамови, бидејќи стално купувам мали кесички, па тие нели лесно е да се поделат на колку е потребно, и сол по вкус. Ова се основните состојки, нормално не ставаме сол доколку ги правиме благи и буквално од тука натаму е на волјата и времето на домакинката да експериментира. Исто сакав да кажам, значи не се ова е хартија нели за мафини, па се малце полепливи, доколку не сакате форма на мафини да имаат, може и со лажица да ги сипате директно на хартија за печење, тоа е полесно за одлепување и добивате нешто налик на лепчиња, на палачинки, на оној пита леп што го викаме нели без квасец. Да, и буквално имате замена за леп која што не содржи брашно за оние што се глутен фри или не содржи јаглен хидрати за оние што внимаваат на шеќерите што ги носат. Леа, ти благодарам што ми беше гостинка. Дома со Леа те следиме и ти посакувам уште многу успешни моменти мајчински прво, а и споделувај ги со нас успешно на Дома со Леа, се она што поминувате дома со Зара, нека ти е жива и здрава. И дел ќе учиме, дел ќе се советуваме меѓусебно, но и ќе ти бараме некои совети да истражуваш. Да споделуваш. Отворена сум за совети, значи коментари под видеото може да се оставаат, можете да ме најдете на социјалните мрежи и би сакала да ви се заблагодарам што ме поканивте, да се заблагодарам на моето семејство бидејќи нели од таму дојде целата оваа иницијатива, да се заблагодарам на тато Горан кој во моментов ја чува Зара и на сета негова помош и поддршка и се надевам се гледаме повторно, дали во Кујна, дали во друго издание, вие одлучате. Леа, ти благодарам. Сабота е ден за татковците си ги чуваат децата.